Здраво на сите! Ова прекрасно утро, уште еден топол поздрав од нашата топла Македонија. Се наоѓаме во прекрасната Пелагонија и знаејќи дека билките кои растат на наше поднебје најдобро делуваат на нашиот организам, без разлика дали се кинески, американски или пак руски, решивме да ви ја доловиме нивната убавина и уште еднаш поопширно да ви ја раскажеме нивната лековита примена. денес сме тука за вас да видите и слушните што се може да роди мојата чудесна земја Македонија. Ова што го гледате е сладок пелин. Вака изгледа ова прекрасна билка засадена на ова специфично прилепско поле. Сладкиот пелин е добро познат хербален лек кој се користи од пред неколку векови во кинеската медицина заради своите исклучително лековити својства. Сладкиот пелин е едногодишна зелјеста билка која потекнува од азискиот континент, од традиционалната Кина. Може да нарасне до 2 метри во висина, инаку билката е користена за лечење на грозница пред 2000 години, а за лечење на маларија се користела пред 1000 години. Денес пак, покрај своето природно живеалиште, култивирано се одгледува и во разни земји во светот. Аргентина, Австралија, Бугарија, Франција, Шпанија, Италија, Америка и секако Македонија. Лековитата состојка во сладкиот пелин е артемисинот. Истражувањата покажале дека може да се користат 40% од артемисинот со едноставно припремање на чај. Покрај артемисинот и неговите деривати, од билката сладок пелин можат да се изолираат и стероли кои имаат антивирусно делување. Етеричното масло од билката содржи и камфор, кој е стимулатор на централниот нервен систем. Се користи како антивирусен, антибактериски, антиканцероген, антипаразитен, антигабичен, антивоспалителен и антималаричен препарат. Инаку, во родот Артемисија, покрај сладкиот пелин, се најдуваат и Артемисија вулгарис, обичниот пелин, и Артемисија абсинтум, белиот пелин. Но сите три билки се посебни, имаат различни употреба и не треба да се мешаат. Сладкиот пелин содржи етерично масло, органски киселини, кумарини, флавоноиди, витамини B2, C и K. Екстрактот од сладкиот пелин го кочи растот и делбата на клетките на ракот и превентивно спречува метастази. Сладкиот пелин има способност во превенција и лекување на многу видови на рак, вклучувајќи меланом, леукемија, Ракот на дојката, ракот на дебелото црево, ракот на јајниците, канцер на бубрезите, тумори на централниот нервен систем и други видови на рак. Сладкиот пелин има антивирусни својства против многу вирусни инфекции, вклучувајќи инфлуенца А, херпес симплекс вирус тип 1, Епстейн-Бар вирусот, човечкиот цитомегаловирус, хепатит Б вирусот, хепатит С, варичела зостер вирусот и пролив. Сладкиот пелин помага и кај вирусни инфекции како што се инфективна мононуклеоза, енцефалитис и слично. Исто така сладкиот пелин има ефект на тројански коњ. Праведно е да се каже дека билката самостојно може да ја намали малигноста за 1/3, но во комбинација со други додатоци ефектот е скоро 100%. Сите компоненти заедно работат како тројански коњ, објаснува авторот на испитувањата Хенри Лај, професор по биоинженеринг од Универзитетот во Вашингтон. Например, комбинацијата на овој тип на пелин со железо е високо токсична за клетките на канцерот. А која е тајната на сладкиот пелин? Сладкиот пелин содржи субстанции кои действуваат на селективен начин. А тоа е директно влијаат на клетките во малигните тумори, без да влијаат на здравите органи и ткива. И тоа не е, што би рекле старите, еден лек, уште еден инвалид. Така што лековите што содржат артемисин можат да се користат во која било фаза на ракот, без ризик од компликации. Докажано е дека станиците на карциномот
имаат зголемена содржина на железо. Артемисинот, во допир со зголемена доза на железо кај тие станици, во кои научниците пред давањето на артемисинот додавале уште повеќе железо, создаваат реакција, односно слободни радикали, каде што во краток рок се уништуваат лошите станици на ракот, додека здравите остануваат недопрени. Научниците веруваат дека е направен огромен чекор напред во лекувањето на ракот, а тоа ќе ви помогне да се спасат од смрт милиони луѓе. Артемисинот во најновите научни истражувања се покажал посебно делотворен кај широк спектар на карциноми, посебно кај оние најагресивните, како леукемијата, ракот на цревата, ракот на белите дробови и дојките, но исто така помага кај меланом, рак на јајниците, тумор на мозокот и карцином на простатата. Сладкиот пелин најчесто се користи како антимикробен. Тоа е изразено во неговата способност да ги уништи повеќето типови на анаеробни бактерии како Ешерихија коли, псевдомоне и ентерококите. Помага против хеликобактер пилори, против стомачни инфекции и други бактериски инфекции како дизентерија и туберкулоза. Исто така се користи за да се намали растот на бактериите во устата, како расипување на забите и е исто така ефикасен во случај на инфекција на устата. Екстрактот од сладкиот пелин има антигабичен ефект против габични патогени бактерии како Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Alternarija solani, Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Fusarium oxysporum. Сладкиот пелин помага и против воспалителни состојби, како што се воспалителни заболувања на цревата, артритис, гингивитис. Други лековити својства покажал во лечење на нервозен стомак, добри ефекти кај псоријаза, лупус и други автоимуни заболувања. Луѓето кои боледуваат од сида, понекогаш можат да го користат сладкиот пелин заради подигнување на имунитетот и спречување на фатална инфекција на белите дробови. Сладкиот пелин има исклучително антипаразитски својства. Има широк спектар на делување против различни видови на паразити. Други својства на сладкиот пелин. Може да се користи против диспепсија и ревматски болести. Сладкиот пелин го подобрува имунолошкиот систем. Ги регулира функциите на различните механизми кои влијаат на имунолошкиот систем. Исто помага како средство против различни инфекции на кожата и за ублажување на симптомите на треска. Внимавајте! Се забранува давање на сладкиот пелин кај трудници во првото тромесечие. Кај диабетичарите, ова билка треба внимателно да се зема, заради што го намалува нивото на шеќерот во крвта. Кај одреден број пак на пациенти може да доведе до опасни аритмии. И сега збор 2 за подготовката на сладкиот пелин. Се зема 3 пати дневно, по една чаша чај, а се подготвува на следниот начин. Едно кафено лајче од чајот се прелива со една чаша врела вода. Се остава 2 часа да се излади, потоа се процедува и се пие во мали голтки половина час пред јадење. Со чајот задолжително да се зема некој препарат кој содржи железо, бидејќи железото го носи артемисинот директно во ќелиите на ракот. И препорачливо е да се зема витамин С, бидејќи витаминот С го распоредува железото во телото. И да не заборавиме, дојдете на нашата страница билкарница.mk и избогатете го вашето знаење за билките. Бидете здрави! Лекот е 5 пари, Само треба да го најдеш.